Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за спектроскопија. Ова е едно поле од физиката, поточно физичката хемија, кое што се занимава, барем првично се занимавало, со изучување на светлината и интеракцијата на светлината со материјата. Денеска има и други подподелби кои што не се поврзани со светлина, како што е масена спектроскопија, нуклеарна магнетна резонантна спектроскопија, звучна спектроскопија и така натаму, значи некои физички феномени кои што се поврзани со спектри, но класично кога се збори за спектроскопија, најчесто се мисли за оптичка спектроскопија, значи изучување на светлината и како таа влегува во интеракција со материјата. Инаку во секојдневна пракса, најизменично се користат термините спектроскопија и спектрометрија, што практично не се многу различни термини, но имаат теориски разлики. Односно, спектроскопија е поширокото разбирање на електромагнетните зрачења како тие влегуваат во интеракција со материјата, додека спектрометрија е повеќе фокусот на инструменти и алатки и методи за анализа на податоци и вршење на најразлични мерења кои што се од некаква практична примена. И понатаму во овие предавања ќе збориме за спектрометрија, но сега во ова видео ќе се фокусираме повеќе на спектроскопија. Иако сакаме да збориме за оптичка спектроскопија, мораме да започнеме со што е тоа светлина. Светлината всушност представува ексцитација во електромагнетното квантно поле. Односно, светлината се електромагнетни бранови. И обично во книгите е представено нешто вака, каде што имаме варијабилно електрично поле, каде што напоредно имаме варијабилно магнетно поле и имаме некој си правец на пропагација. Сега, бранот на светлина, односно светлината, има одредени карактеристики. Okay? Имено, секој електромагнетен бран има амплитуда и бранова должина. Бранова должина е растојанието од еден врв до друг врв. Значи, многу едноставно. И го бележиме со ламда. Постојат и некои други карактеристики, но вие се најбитните што сега треба да ги знаете. Дополнително треба да имате на ум дека иако вака шематски го цртаме електромагнетниот бран во две димензии, тој всушност патува во три димензии. Така што ако овој електромагнетен бран би доаѓал на кај мене, како што е вака нацртан, би изгледал само вака, така како една линија. Замислете се дека доаѓа на кај нас, на кај камерата. Но всушност тој се движи само така во една линија, се движи во оваа линија, и во оваа линија, и во оваа линија, и во оваа, односно во сите правци. Во ред? Сега, ние може да изолираме одредена рамнина на светлина, користејќи поларизирачки филтри, така што кога светлината би поминала низ тие поларизирачки филтри, зависи како се поставени, би добиле светлина која се движи, например, само во оваа рамнина. И ова многу се користи често во наразлични аналитички методи, но од практична гледна точка сигурно сте го сретнале кога сте купувале на очари за сонце и ви рекле овие имаат поларизирани стакла. Односно дека пропуштаат само одредени рамнини на светлина. И таа светлина што поминува е поларизирана светлина. И овдека на сликава тоа јасно се гледа како всушност иде, значи имаш бран кој што иде во најразлични рамнини, поминува низ одреден филтер и добиваш поларизирана светлина. И сега ќе ве оставам тука со еден парадокс кој што можете сами да си го истражите и ќе дознаете повеќе како се ова всушност функционира. Се рекува Bell's Theorem и како всушност изгледа. Ќе ви го представам, значи ако пуштите сноп од неполаризирана светлина и ставиме еден филтер кој што треба да поларизира светлината пример во овој правец и добро, ќе добиеш поларизирана светлина во тој правец, но после некој време ако го поставиш истиот филтер свртен за 90 степени, би изгледал нели вака филтерот, не треба ништо да добиеш. Така, светлина не може да помине, за да ќе се абсорбира и ништо не добиваш. Океј. Но ако да дадеме тука уште еден филтер измеѓу свртен под агол од 45 степени, во тој случај искача повеќе светлина од оваа страна. Сега речеш, како додадов плюс филтер и сега искача светлина, а ако се само два филтера не искача? Да, и ако додаваш се повеќе и повеќе филтри, се повеќе и повеќе светлина искача. Што е фасцинантно. Тоа е Bell's Theorem. Во ред. Следно нешто што сигурно сте го слушнале во однос на светлината е дека светлината се движи со брзина од приближно 300.000 км во секунда. И тоа е всушност c. Така брзината на светлината во вакуум. И сигурно кажано ви е дека кога светлината поминува низ некој медиум, пример вода, стакло, воздух, дека се движи поспоро. Што е на некој си начин вистина, но не е целата вистина. Да, ако имаш некој медиум, пример еве стакло,
и мериш брзина светлина надвор и колку време и треба за да искочи од другата страна, така мериш време и го знаеш колку е растојанието, например дека е 100 км тука растојанието, измериш колку време треба, ќе речеш, упа светлината се движеше поспоро додека беше во стаклото. Но ако зумираме на квантно ниво, ќе видиме дека светлината секогаш се движи со брзина на светлината. Проблемот е што, како што светлината се движи низ одредениот медиум, во овој случај стакло, ја имаме дека атомите на стакло, така, како што поминува светлината низ атомите тука на силикон диоксид, бидејќи светлината е електромагнетен бран, атомите исто така малце се мрдаат нагоре-надоле во тој медиум. Движењето на атомите, бидејќи се честици со полнеж, предизвикува нивно емитивување на светлина. Тоа е многу мало, скоро занемарливо, но има и тие емитуваат мали количини на светлина, кои што имаат различна бранова должина. И оваа бранова должина, која ќе се сумира со дојдовната бранова должина на таа светлина што дошла низ медиумот, дава нешто што сума сумарум изгледа дека се движи поспоро. Но всушност е интеракцијата помеѓу различни електромагнетни бранови во самиот медиум. Додека секој електромагнетен бран сам по себе си се движи со брзина на светлината. Исто така кажано ви е дека брзината светлината е најбрзото нешто во универзумот. Што, да, на некој начин вистина, но брзината светлината не е брзината светлината. Брзината светлината е всушност брзината на каузалност. Тоа е колку на некој начин може да си го замислите како компјутерска игра, тоа е брзината на апдейт на универзумот, refresh rate. Толку е брзината на апдейтирање на универзумот, бидејќи и гравитацијата се движи со брзина на светлината. Например, да го снема сонцето во овој момент, ние уште би се вртеле околу замислена точка уште 8 минути пред да стигне каузалноста дека нема гравитација. И сите други основни сили во универзумот действуваат со брзината светлината. Силната и слабата нуклеарна сила действуваат со брзина светлината, гравитација, електромагнетно поле, сите действуваат со брзина светлината. И светлината не секогаш сума сумарно се движи најбрзо. Така, например, кога прв ги упалиле реакторите, виделе едно сино осветлување, не знаеле што е. И после сватиле дека тоа се електризирани частици кои што се движат низ вода, бидејќи голем дел од реакторите се во вода за да се ладат и плюс за понатаму да врие водата, имаш пареја и всушност така добиваш енергија. И сватиле дека всушност добиваат најонизирани частици кои што се движат побрзо од светлината, бидејќи се движат низ медиум вода. И ова се нарекува черенкова радијација. Друг интересен факт за светлината е дека, и ова малце ќе ви го разбие мозокот, дека всушност не знаеме со која брзина се движи светлината. Сега речете, што? Што збори овој, какви глупости треса? Да, се движи со 300 км/с, но тоа никогаш директно не сме го измериле, секогаш сме го измериле индиректно и не сме сигурни дека светлината се движи во сите правци со истата брзина, али поради законите релативност никогаш не може да знаеме. Има едно видео кое што убаво го објаснува. И еве некои видеа кои што може да ги гледате и ќе ви станат доста работи појасни. Едното е 3 Blue, 1 Brown, Veritasium, едно 60 Symbols. Друго нешто што сте слушнале сигурно за светлина е дека има двојна природа, дека може да се однесува како бран или може да се однесува како честица. Сега, ова некои физичари ќе се согласат, некои нема да се согласат, но од практична гледна точка има смисла, бидејќи некои интеракции помеѓу материја и светлина полесно се објаснуваат ако ја третираме светлината како бран, додека некои други интеракции полесно се објаснуваат ако ја третираме светлината како честица. Најголем дел физичарите ќе се согласат дека светлината е најверојатно бран и како тоа може да си го визуализирате, ако си замислиме дека ова е електромагнетното поле во две димензии и дека имаме моментално ексцитација тука некаде, така имаме некој си бран тука некаде, да, ова е бран, но ако го земеме пикот, кај што е ексцитацијата, може да си го замислиме дека овој дел е една честица. Okay? Овој бран, нели, нормално ако го направиме во 3 димензии, би добиле нешто што е налик на сфера. Инаку, оваа двојна природа на бран или честица не важи само за фотоните или светлина, важи за сите елементарни честици на стандардниот модел. Може би се запознаени со ова, значи ги имаме носачите на
сили, ги имаш глуоните, кои што ги држат кварковите внатре во протоните и неутроните, имаш фотоните на електромагнетниот спектар, имаш Z и W бозоните на силната и слабата нуклеарна сила. Интересно е, овдека гледате дека масата на сите елементарни частици е запишана во енергија, бидејќи не можеш баш да измериш масата, а знаеме од Ајнштајн дека е еднакво на mc на квадрат, што не е баш целата формула, ама нема врска, тоа е кратката верзија. И ако преуредиш, всушност доаѓа дека масата е еднакво на енергијата поделено со c на квадрат. И тоа е всушност тоа што е напишано во мега електрон волти или гига електрон волти. И ги имаме овдека кварковите, нели, кои што прават протони и неутрони. Од различни генерации тие се малце потешки, не ги сретнуваме во регуларен физички свет, само во лаборатории, и ги имаш електроните. Но, ајде да преминам некои попрактични работи. Доста беше со овие интересни работи поврзани со светлина. Има уште доста да се збори за како светлината не искусува време, за ова, за она, и така таму. Но, ајде сега да видиме некои практични работи. Како што рековме, светлината има бранова должина и амплитуда. Првично, во класична физика, мислеле дека светлината, односно енергијата на светлината, зависи само од нејзината амплитуда. Бидејќи во класична механика, амплитудата на бранот е таа која дава силата. Така замислете си повисок бран, ќе има нормално повеќе сила кој ќе те удри. Така наместо повеќе мали бранчиња. Епа да, но во квантна механика не функционира баш така, бидејќи кога иделе со таа предпоставка дека само амплитудата е тоа што е битно, наишле на така наречената ултравиолетова катастрофа. Нема да влегувам детали, поврзано со црно тело, со емисија на зрачење, и сватиле дека кога идеш кон ултравиолетова светлина треба всушност да има емитување на бесконечна енергија, што не е возможно. И на сцена дошол Чичо Макс Планк, кој што сватил, сега и тука да не навлегувам у детали, дека енергијата на дадена светлина, на даден бран светлина е еднаква на Планкова константа, крстена по него, по фреквенцијата. Некош фреквенцијата се бележи како μ, но еве ќе брежам со F бидејќи е полесно. Фреквенцијата представува колку бранови имаме во дадена единица време. Океј. Односно дека енергијата всушност зависи од брановата должина. Бидејќи што е помала брановата должина, ќе имаш повеќе бранови да поминат во единица време низ дадена точка. Океј. И од тоа произлегува дека светлина со помала бранова должина има поголема енергија. И обратно. И ова визуелно би изгледало вака, така ако имаш мала бранова должина, светлината изгледа вака, па како што останува поголема брановата должина, се подалеку и подалеку брановите и се до огромна бранова должина. Значи тука има повеќе енергија, тука има помалце енергија, независно од амплитудата. Амплитудата, понатаму сме сватили дека всушност е интензитетот на светлина и може да се поистоветува како некоја аналогија на тоа колку фотони удираат од одредена површина, а не колку се силни секој поединечен фотон. И Макс Планк кога првпат ја вовел оваа константа H, он ја наштимал математички со цел да се совпадне со практичната физика, со тоа што се увидело со експерименталната физика, но немал поима што е тоа H, едноставно го вовел како математички трик и понатаму се користело со цел да се увиди дека електроните се всушност исто така бранови, дека електроните за да не паднат во јадрото, така да имаме атом и ги имаме електроните околу, со цел да не паднат внатре у јадрото, мораат да бидат стоечки бранови. Ова го свати Луи де Броги. А стоечки бранови за да се мора да има цел број на бранови. И мора да ги квантазира, бидејќи претходно Бор го сметал електронот како честица и која врти, мора да има одреден аглов моментум, па морал да го квантизира тоа и на крај завршиле со истото решение, а тоа е дека кај ќе се наоѓа електронот, на кои стабилни позиции ќе се наоѓа електронот, бидејќи мора да е стоечки бран во 3 димензии, така што изгледа како сфери околу јадрото, односно орбитали, мора да е некој си цел број. И тој мора да е еднаков на некој си цел број пута Планковата константа за да биде квантизирано и бидејќи е сфера и кругови се упраша ги, имаме тука 2π. Сега H и 2π всушност скратено е H бар се нарекува и добиваш N
NH бар. И всушност произлегува од Лагранжијанот, принципот на најмалце акција, односно најмалце време, која понатаму станува Хамилтоновиот принцип, односно Лагранжијанот интегриран низ време. Ама добро, тоа се детали. Не е битно. Тоа што доаѓа до заклучок е дека електронот има одредени нивоа во кои може да се наоѓа и за ова е потпомогнато со оваа Планкова константа која што понатаму сватиле всушност од кај произлегува. Океј, значи тука имаме шематска презентација на електромагнетниот спектар. Имаме бранови со голема бранова должина, значи такви се радиобрановите. Да, радио е всушност светлина, кога ќе го палиш радиото у колата, слушаш музика, добро, по пат на светлина, која што е радио. Сега, ако имаш помала нешто си бранова должина, тоа се веќе микробранови. Значи ова се границите помеѓу кај почнуваат микробранови и кај почнуваат радиобранови се од прилика дадени. Значи тоа луѓе ги дале тука, од тука натаму ќе ги викаме микробранови. Тоа нема никаква врска со природата, едноставно така ние сме ги крстили, дека од тука натаму ќе викаме микробранови, од тука натаму ќе викаме инфрацрвени. Иако немаат тие резки граници. Океј, микробрановите често или користиме далинско кога палиш нели телевизор во микробранова и така натаму. Инфрацрвени бранови се главно топлина, така да речеме, бидејќи таа бранова должина од електромагнетниот спектар влие на молекулите на нивните хемиски врски и прави вибрациони промени или ротацијски, што ја зголема кинетичката активност на молекулите и ги загрева. Затоа викаме инфрацрвена радијација е топлина. Потоа го имаш делото од електромагнетниот спектар каде што ние гледаме, нашите очи гледаат, затоа сме нарекле видлива светлина, не дека другата е невидлива, едноставно нашите очи не ја гледаат. Океј? Понатаму имаш ултравиолетова, имаш рентген, X зраци, имаш гама зраци. Некаде од тука веќе светлината, електромагнетниот спектар, тој вид на светлина има ионизирачко зрачење, односно ако влие на материја може да избие електрони и да создаде иони. Што нели кај живи суштества може да предизвика канцер. Овдека повторуваме друга представување така на истиот концепт. Океј, сега. Кога викаме дека светлината влегува во интеракција со материја, најчесто интеракцијата е на ниво на електрони. Инаку од практични причини електроните ги представувам како да се наоѓаат во орбити, додека тие се наоѓаат во орбитали и не се point-like entities, односно не се точкасти партикули, него се всушност бранови кои што се наоѓаат во одредени сфери околу јадрото. Но океј, од практични причини вака ги представувам. И светлината најчесто влегува во интеракција со електроните и тоа со валентните електрони, кои што обично се наоѓаат во крајниот слој на даден атом. Сега интеракциите кога се во однос на молекула, не на сами атоми, може да биде не само на ниво на атомот, него може да биде дејството и на електроните кои градат хемиската врска. Значи овде ако имаме една молекула направена од 3 атоми, хемиските врски наместо да ги замислуваме како ригидни стапчиња, нормално тие се изградени од електрони кои што се споделуваат помеѓу атомите, може да ги замислиме како еден вид федерчиња. Океј? Како еден вид федерчиња. И под дејство на соодветно електромагнетно зрачење, тие федерчиња може да се шират или пак да се стеснуваат. Океј? Може да замислите како тоа би изгледало, така се шири федерчиња, се стеснува, се шири, се стеснува и на тој начин би имало некое движење во молекулата. Може да биде такво, може да биде ротационо. Некои молекули може да се движат околу дадена оска поради ова електромагнетно зрачење. И зависно колку хемиски врски има, толку вибрациони модови може да имаат на различни молекули. Сега, кои молекули ќе ги имаат кои вибрациони модови, зависи од кои хемиски врски ги имаат. Тоа зависи од кој атом е составена молекулата и какви се валентните електрони и така натаму и така натаму. И врз база на тоа колку е долга хемиската врска, врз база на тоа со тие бранови должини ќе влегува во интеракција. Сега ќе си речете зошто одредени бранови должини действуваат на одредени хемиски врски. Океј? Една многу добра аналогија за ова си го замислите. Да речеме дека имате мало бродче и сте на океан. Океј? Мали бранови
ќе ги осетите прилично доста, додека големи бранови нема да ги осетите. Така, еве ви едно бродче, ајде ќе се тргнам дури понастрана. Да речеме дека имате мало бродче и дека има мали бранови. Ќе ги осетите, ќе се клати бродчето. Така, додека ако имате голем брод, така имаме цел крузер, мали бранчиња нема ништо да му направат. Тие се како врева, нема да ги осети. Додека пак големи бранови, така ако имаш голем бран, со малото бродче ти нема да го сетиш, бидејќи од перспектива на малото бродче се е рамно. Океј, додека големиот брод би се стресол целиот. Океј, значи врз база на тоа колкава е хемиската врска, одредени бранови должини ќе ја засегаат, одредени бранови должини нема да ја засегаат. И баш поради ова, микробрановата која имате дома, фреквенцијата на брановите должини, односно брановата должина, е така наместена да одговара со должината на хемиската врска на молекулите на вода. Така што ги пуштаме микробрановата ја грее водата. Исто и должината на некои хемиски врски на масни киселини, така што ако храната има повеќе вода и масти, ќе се загрее многу побрзо. Океј, додека ако ги нема тие хемиски врски, нема да се загрее толку. Така може да ставам натре маус, така се го движаме да го ставам, нема толку да се загрее. Добро, ќе се случат други работи, не треба да се стават метали у микробранова, но идејата ми е таа. Слично и со радиостаниција, така. И треба да имаш да се тюннеш на одредена радиостаница со одредена бранова должина. И треба да имаш одреден ресивер за тоа. Значи, ја повторам. Некои молекули, ова вдека е некоја молекула, од некои бранови должини нема уопште да бидат засегнати, едноставно само ќе поминат низ нив. Додека некои други бранови должини ќе ги засегнат. Вред? Значи, кои бранови должини ќе засегнат која молекула или атом, зависи од атомот. И сега, зависно кој дел од електромагнетниот спектар влегува во интеракција со материјата, имаме инфрацрвена спектроскопија, имаме ултравиолетова спектроскопија, имаме спектроскопија во видливиот спектар и така натаму и така натаму. И главниот тип на интеракции кои се случуваат помеѓу светлина и електроните, особено кога збориме за атомска спектроскопија, се емисија, апсорпција и расејување. Да речеме дека тука имаме некој електрон и дојде светлина, така која е соодветна за енергијата која е потребна. Да речеме дека тука има некој електрон и сега дојде светлина со одредена бранова должина, односно со одредена енергија. Дали таа светлина ќе го возбуди електронот, ексцитира да се качи на следното енергетско ниво или нивото после тоа, ќе зависи од тоа колку енергија носи светлината. Бидејќи не може електронот да заврши тука на пола пат. Значи му треба конкретно ниво на енергија. Ако има точно енергија за да заврши тука или тука, тој ќе го направи тоа. Но ако нема доволно, така нема да се случи ништо. Така што некои електрони од некои атоми при дадена бранова должина ќе се ексцитираат, некои нема. Се зависи од атомот и кои му се валентните електрони. Океј, например, за овој тука електрон на некој си даден атом, потребно е бранова должина од 340 нанометри, со цел тој да биде ексцитиран и да речеме, еве, ќе се искачи тука на ова енергетско ниво. Океј? И таа светлина ќе биде абсорбирана. Сега тој електрон се наоѓа во некоја си ексцитирана состојба и таму може да остане ако е стабилно, но многу често тој ќе се врати у првобитната положба и од, овдека сега ќе нацртаме, од таа ексцитирана ќе се врати назад, едно ниво може да падне или пак две нивоа. Дури може и да падне надоле, има некои конфигурации кај што тоа може да се случи. И кога тоа ќе се случи, кога ќе се врати у првобитната состојба, тој емитува светлина. Океј? И при тоа, светлината која што ќе се емитува во даден правец, тоа ќе биде емитувана, односно емисија. И при тоа е загубено малце енергија, така што оваа светлина, ај ќе ја направиме со портокалова боја, ќе има нешто си подолга бранова должина него таа што била инцидентна. Така што оваа ќе има бранова должина од, не знам, 500 нанометри. Карикирам. Сигурно нема биде толку голема разликата. Значи влегува светлина со поголема енергија, излегува светлина со помала енергија. Океј, бидејќи се изгубила енергија при овие транзиции. И овдека имаме емисија.
И ово може да се случи без при тоа претходно да биде ексцитиран некој електрон, значи некои атоми или молекули при одредени случаи, при одредени околности можат да емитуваат електромагнетно зрачење. Но нема да влегуваме во деталите. Океј, значи не мора пред да биде ексцитиран електрон за ова да се случи. Значи имаме апсорпција, имаме емисија, но исто така светлината може да влезе во интеракција со електроните, но при тоа да не биде абсорбирана, па после емитувана, него само влезе во интеракција, може ќе се смени правецот, може би не, и тоа е расејување. Сега, кон кој правец ќе се расеje светлината, тука имаме различни видови на расејување. Исто така ова расејување може да биде еластично или нееластично, бидејќи некогаш се губи на енергија, така што таа што ќе биде расејана светлина ќе има подолга бранова должина, односно пониска енергија. Инаку тука може да се додаде и дека, ќе земам со, не знам, еве со портокалова боја, со зелена. Емисијата што следи од кога некој електрон бил ексцитиран, па потоа емитуван, тоа го нарекуваме фотолуминесценција, додека ако емитувањето на фотон било поради некоја си хемиска реакција, го нарекуваме хемилуминесценција. И врз база на тоа, на кои бранови должини одредени атоми или молекули абсорбираат или емитуваат електромагнетно зрачење, може да се направат абсорпцијски или емисиони спектри за тој даден атом или молекула. Така, значи, тоа би изгледало вака, ако би нацртали како график. Некои атоми абсорбираат, например, на оваа бранова должина, па после и на оваа бранова должина, така ако тука ставиме 0 нанометри, тука не знам, 1000 нанометри, карикирам со вредностиве, а ова е колку е голема абсорпцијата, додека друг атом може би абсорбира на оваа бранова должина, па тука не абсорбира, па тука може пак абсорбира. Океј, слично и со емисија. Некој при одредена хемиска реакција или при одредена фотоексцитација, некои атоми или молекули може емитуваат на оваа бранова должина, некои атоми или молекули може емитуваат на оваа тука бранова должина. Океј? И врз база на тоа добиваме абсорпциони или емисиони спектри за најразлични атоми или молекули. И овде ќе имаме убава шематска презентација тоа што го зборев. Значи што е апсорпција, што е емисија. Дека емисија е ослободувањето и добиваме одредени спектрални линии, додека апсорпција е ако го имаш целиот спектар без тие одредени карактеристики. Не сега. Каде ово се користи? Се користи скоро во сите сфери на науката. Значи првично се користело и се уште се користи, е многу битно во астрофизика. Значи кога имаш некои далечни звезди, така кои што знаеме во кој спектар емитуваат, знаеме која светлина емитуваат, има некоја планета која поминува пред нив, за таа е многу мала, но да речеме дека тука вака некаде, и ако зумираме на планетата, ќе видиме дека има атмосфера. Така има атмосфера. И кога ќе поминат зраци светлина низ таа атмосфера, а знаеме какви биле тие што дошле, и гледаме што останува кога ќе стигне кај нас, правиме абсорпцијски спектар. Бидејќи знаеме од експериментални податоци во лабораторија кои хемиски елементи на кои бранови должини абсорбираат и на кои емитуваат, и ако знаеме нели од каква светлина доаѓа од звездата, може да претпоставиме каква е атмосферата на дадената планета. Особено во инфрацрвениот спектар, кај што имаме инфрацрвена спектроскопија, тука може да се претпостават и одредени функционални групи, може да се претпостават кои молекули ги има и така натаму, не само кои атоми. Но и не мора секоја светлина да помине низ некој објект, односно самото емитување од различни галаксии или космички настани може да увидиме каков е хемискиот состав, иако се толку далеку во Вселена каде што можеби никогаш нема да стигнеме. Што е фасцинантно, нели? Нормално спектроскопија се користи во секојдневни техники, во најразлични металуршки индустрии за откривање на какви руди се наоѓаат во одреден примерок. Се користи многу во најразлични биолошки гранки, медицински, за одредување на концентрација на одредени хемиски аналити, колку ги има, кој ги има. Се користи во физиката за градење на атомски часовници, нуклеарна магнетна резонанца,
се користи во дефинирање на мерката за време и за растојание, дека моментално се дефинирани спрема светлина. И имаат малце циркуларна дефиниција, но окей, нема врска, не навлегувам се во детали. И така натаму и така натаму. Значи, спектроскопијата и понатаму спектрометријата имаат многу голема улога во сите полиња на науката и едноставно не би можеле без нејза. Значи, тоа е едно од помодерните начини на мерење, така на аналитичко мерење, особено во хемијата, пред тоа биле гравиметрија и титриметрија, каде што не се толку прецизни како спектрометрија. И за крај сакам само да видите колку всушност повеќе математика има во се ова, дека не се само ова такви wishy-washy работи, дека всушност ова се многу комплицирани физичко-хемиски закони, има многу математика. За најразлични работи, ова е книга од физичка хемија од Питер Аткинс. Има доста предавања од него на интернет, може да ги најдете. И ова е се за атомски спектри. Ако отидеме до молекуларна спектроскопија, ставно уште покомплицирано, значи имаш молекули се различни вибрациони модови во кои насоки може да се движат и така натаму и од тоа зависат спектрите. Океј. Тоа беше главно се за ова видео. Од следното видео ќе разгледаме спектрометрија, ќе разгледаме како всушност функционираат спектрофотометрите. Значи ќе се задржим на оптичка спектроскопија, односно оптичка спектрометрија. Тука сакав нешто за Ајнштајн да спомнам за фотоелектричниот ефект, но во некој друго видео. Тоа беше се надам научивте што ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.